Но во продолжение ќе зборуваме за екологијата на еден поинаков начин. Потребни ни се млади еколози, се повеќе очигледно со се она што се случува околу нас, а истите ќе бидат поддржани од Македонското еколошко друштво. Како? Ќе да знаеме од Рената Јакимовиќ, која е веќе на терен. Добро утро. Добро утро, Рената. Добро утро, Јована, и ми се извинувам пред се за еден мал технички проблем, за жал не успеав да ве слушнам. Во живо се јавуваме ова утро од Македонското еколошко друштво и носиме едни интересни податоци, носиме интересна најава, тоест за еден доста добар и доста значаен проект кој што посебно е наменет за младите еколози. Ќе позборуваме за самото здружение, за Македонското еколошко друштво, за нивната работа и за она што те допрво следува, за тоа што ете сите добро сме запознаени дека екологијата и како е важна и треба да ја зачувуваме, посебно затоа што живееме во еден период кога и многу внимание не обрнуваме на истата. А Македонија е едно мало парче земја која што и како има многу убави и многу богати природни ресурси, па за истите ќе зборуваме со мојот соговорник, господинот Славчо Христовски, председател на Здруженијето МЕД. Господин Славчо, добро утро. Добро утро и до гледачите на Сител. Ви благодарам за можноста да позборуваме за ова програма за мали грантови, која сега е отворена од страна на Македонското еколошко друштво. Станува збор за повик за научно-истражувачки и апликативни проекти наменет за млади истражувачи, за млади еколози од Македонија. Така, морам да прашам, кога зборуваме за младите еколози, колку еколози имаме во Македонија? Дали младите се заинтересирани да истражуваат и да работат на терен со оглед на тоа дека навистина во Македонија и од флората и од фауната навистина имаме богати, големи ресурси кои што како треба да ги впишуваме како статистика, но и да ги зачувуваме? Да, Македонија е исклучително богата земја со биолошка разновидност, од фаунистички, флористички аспект, односно од диверзитет на животински видови, растителни видови, екосистеми, хабитати и така натаму, но и земја се разбира која се соочува со големи предизвици, така да има многу полиња за работа и многу можности за напредување на младите еколози. За среќа на нашите факултети, имено јас работам на Природно-математички факултет на Институт за биологија, познавам студенти кои во себе го носат тој жар, тој ентузијазам за работа, за истражување, за запознавање нови работи и се разбира после и за заштита и за зачувување на биолошката разновидност. Иначе ние во Македонското еколошко друштво можам да кажам дека по трет пат отвораме ваква програма за мали грантови, после една поголема пауза заради се разбира финансиски проблеми. Во овој случај програмата за мали грантови ќе ни е поддржана од една фондација од Велика Британија, се вика Зигрид Раузинг, која со чија помош обезбедивме околу 600.000 денари. И повикот е отворен, слободен е за сите млади истражувачи од Република Македонија кои имаат намера да се занимаваат со истражувања и, како што реков, со зачувување на биолошката разновидност. Младите истражувачи во Македонија и немаат големи можности за финансирање на вакви проекти, освен во рамките на факултетите каде што студираат, меѓутоа тоа навистина ретко се случува. Сега за оние најдобрите студенти, најдобрите истражувачи, постои можност за дополнителни, сепак мали финансиски средства да ја поддржат таа наука и истражувања кои имаат намера да ги спроведат. Така, жарот е, како што рековте, кај студентите, бидејќи сте професор на Природно-математичкиот факултет, навистина е голем, сакаат да работат, но само со жар не може да се работи, или потребни финансиска помош, проекти преку кои што ќе може тие да ги реализираат своите истражувања, па затоа вие ги имате и овие грантови. Сега, што се треба да содржи еден проект кој што ќе аплицира за овој грант и до кога треба сите оние млади еколози и истражувачи да ги испратат до Македонското еколошко друштво, за да можат барем да се обидат да дојдат до некаква помош или заедно со вас да ги спроведат нивните истражувања? Овој циклус за мали грантови е едногодишен, предвиден е за 2020 година, односно аплицирањето, одлучувањето и спроведувањето на проектот треба да заврши во рамките на оваа календарска година. Заради тоа роковите се малку и потесни. Конкурсот е објавен на почетокот сега на февруари месец. Очекуваме предлог проектите да бидат доставени до крајот на овој месец. Одлучувањето е во првата недела на март, на 7 март
според планот треба да се објавени резултатите за најуспешните предлог проекти, односно оние кои ќе бидат финансирани, а нивното спроведување оди некаде низ целата година и завршните извештаи, треба да бидат доставени до 15 декември до комисијата која е формирана за оваа цел. Инаку очекуваме најразновидни проекти. Ние како друштво повеќе се занимаваме со изучување и заштита на биолошката разновидност во последниве 15-20 години. Така да очекуваме од нашите членови, младите истражувачи да аплицираат со проекти од оваа област, но исто така ќе бидат финансирани и проекти од други делови на области на животната средина, односно проекти кои се занимаваат со проучување на аерозагадувањето на почвите, на водите и така натаму, други аспекти, проекти кои ќе се занимаваат со некои со воведување на нови методологии во истражување или заштита и така натаму. Односно, имајќи го предвид вкупниот буџет на проектот и лимитот на секој проект кој изнесува 90.000 денари, мислам дека на крај некаде 8 до 10 проекти на младите истражувачи ќе бидат финансирани вкупно. Знаеме дека тоа не е преголема бројка, но представува поттик барем за оние најдобрите кои можеме да ги поддржиме нешто да направат, односно да ги остварат своите амбиции. Има доста теми на кои што младите истражувачи, младите еколози ќе може да работат, па која ќе биде вашата порака до нив со оглед на тоа дека за жал мора да го завршуваме ова наше линковско вклучување, но барем за кратко уште повеќе да ги измотивираме да аплицираат со добри проекти се со цел зачувување на биодиверзитетот во Македонија. Македонија е, како што реков, пребогата земја со биолошка разновидност, со многу предизвици и на ова општество навистина му требаат млади истражувачи кои ќе продуцираат факти, значи ќе формираат база на податоци за биолошката разновидност, врз база на која ќе понатаму може да се спроведуваат други активности за заштита на таа биолошка разновидност на природата и воопшто животната средина во Македонија. Господин Христоски, ви благодарам за сите споделени детали. Искрено се надевам дека ќе имате мака кога ќе треба да одберете проекти, затоа што верувам дека и така како имаме надежни млади екологисти и истражувачи. Ви благодарам за сите споделени информации. Ете една порака до сите наши гледачи дека навистина не само еколозите и истражувачите треба да ја зачувуваат природата и животната средина, треба сите ние поединци да го правиме тоа. Искрено се надеваме дека дадовме еден добар мотив за сите оние млади истражувачи кои што не следат во овој момент или ќе ја пренесат пораката до нивните колеги да аплицираат во Македонското еколошко друштво се со цел да се спроведат едни добри проекти до крајот на оваа година и Македонија да има можеби повеќе бројки, статистика и поиздржливи факти кога станува збор за екологијата. Рената, ти благодариме. Може би биологијата и екологијата, всушност како професија или иден повик на младите луѓе, и не беше толку интересна во минатото, но дефинитивно тврдат дека тоа ќе биде професија на еднината со растот на индустријата, загадувањата и се она што се случува и што го загадува светот и нашата околина. Ти благодариме, се гледаме подоцна.